Денес се наоѓаме во Охридско Вилгошти, кај Тони Крстевски, младо момче кое што има 40 години, имало тешко детство како сираче, а денес уште потешка младост. Тони Крстевски. Да, јас, добар ден. На Дождов те сретнуваме. Што правиш на улица? Ништо бев да се згреам, по комши немам ни струја, ни шпоред, ништо бев да поседам таму. И така вие ми се јавивте, дојдам на брзина и така да одам по комши. А зошто? Така ли го поминуваш денот? Така го поминувам денот и одам да навечер наваму натаму и да го престојам денот. Дека немам ништо дома, порано бев, немам никакви услови, малтретирани, заминав под кирија. Кој те малтретираш? Татко ми и брат ми, не да разбирај, не имаме и се исели под кирија си заминав и така. Тежок живот го поминав и... Каде живееш? Овде да живеам во овие услови, немам друго ништо. А мајка ти? Каде е мајка ти? Мајка ми е почината, татко ми е почина, 4 години имата, мајка ми 50 и нешто како што е почина. Освен кучињата, никој друг не ти прави друштво тука? Не иде никој кој да дојде. Што ќе прават, немам ни грајне, немам ни ништо и тоа е. Сигурно удамна е почината мајка ти. Да. Сигурно од тогаш и ти почнува тешкиот живот, Тони? Од тога ми почна тешкиот живот и така, натака се го претрпев и до сега го поминував така мачен живот. Што правеше како дете? Кој те израсна? Како растеше? Се школуваше ли? Дете се школува овде во школото Велгошти, ме израсна вака ми даваа школото донација, едно ме облекуваа, едно друго за јадење. Што ќе имаше се, ми помагаше друштвото, на. И одев така, и одев село кај баба ми, кај дедо ми, и тие ме надеа, ме догледаја и тие така. Сега, откако си возрасен, веќе сам на себе припуштен? Сам на себе припуштен, сега сум вака, се снаоѓам по комши, по едно друго одам. Зошто живееш во вакви услови? Во вакви услови немам услови кај да одам на друго место кај да живеам, мора тука да онада. Никако онако, мало одам на работа, ама мало ми се примањата, земам мало пари и не можам ништо друго да онада. Не можеш ни да почнеш и да сакаш да правиш. Да сакам, мало ми се онако тој, така примањата. Предпоставувам дека остануваш често и гладен, без храна. Да. Како го решаваш тој проблем? Тој проблем одам вака кај овие кои што ќе имат, кој ќе се знај, тој ќе ми дај. И да го поминувам онако. Може да видиме како живееш. Тука е навистина темно, лошо и нечовечки за живот. Да. Нечовечки. Кој го направи ова вака да биде? Ова е од ними. Јас не е моје ова. Ова не е моје, ама ете, не сакам ништо да фаќам, ама не знам што да правам. Тоа е од ними. Принуден си да живееш вака. Принуден сум да живеам вака и што да правам. Кога немаш поубави услови. Да, кога немам поубави услови, поубави онако, ако
Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание на Срце на дланка. Моето име е Оливера. И денес ве водам во светот на хуманоста, и денес ве водиме во светот на емпатијата, во светот каде што е секогаш убаво бидејќи се подава рака на тие на кои што е непотребна. Доколку вие живеете во некој лош свет и имате лоша животна сторија, ве охрабруваме да се пријавите на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека ако сакаме да бидеме таму каде што треба да бидеме, треба да одлучиме дека нема да бидеме онаму каде што сега се наоѓаме. Две семејства се наоѓаат во многу тешка ситуација и сакаат да бидат на подобро место. Затоа денес одлучија да го стават своето срце на дланка. Меѓутоа, претходно ќе видиме нешто успешно. Ќе видиме едно семејство кое што одлучи да го стави неудам на срцето на дланка и веќе помошта пристигна од сите страни. Убаво е кога еден сон бележи остварување, но не секое семејство живее среќно. Неудамно со екипата на Срце на дланка бевме и во Скопско Чаир, каде што Марија и Владо, сопружници со мало бебенце, го ставија своето срце на дланка бидејќи живеат сиромашно и без никаков приход во домот. Немаат храна за своето бебе, затоа одлучија да го стават своето срце на дланка. Марија Петрушевска и покрај хендикепот кој е констатиран како мала, отсекогаш знаела што сака во животот. Човек со чисто срце и топла душа за свој животен партнер и да се осознае како мајка. Тоа се двете нејзини најголеми желби кон кои ќе се стреми сиот живот. Од своји 3 години со родителите живее во социјален стан кој им е доделен, а после третото одделение по препорака на нејзината наставничка од нормално основно училиште морала да се префрли во училиштето иднина бидејќи не можела да ги исполни активностите и задачите во првото. И не се жали на таа одлука зашто Марија во иднина ќе се насочи во исполнување на своите животни желби. И затоа кога еден ден доаѓа мајстор за поправка во нивниот дом, ќе започне да и се исполнува едната желба. Таа се заљубува во него и покрај разликата во години, а неудамна и покрај 10-годишниот стерилитет добива и принова, синот Леонид. Иако и се исполнуваат двете најголеми желби, сепак Марија повторно живее тешко. Живее во една соба од социјалниот стан од мајка си, не е вработена ниту таа, ниту сопругот. Пред неколку месеци, додека сопругот работел, живееле 2 месеци под кирија, но тој бил избркан од работа. Затоа повторно се враќаат во собата од мајка си. И покрај тесниот простор, ова семејство нема како да обезбеди пелени и млеко за бебето, па иако и тие понекогаш се гладни, замолуваат да им помогнат со храна и хигиенски средства, барем за синчето, кое толку долго го чекале. Се наоѓаме во Чаир, на улица Џон Кенеди. Во ниските зградички ни се пријави едно семејството на Марија и Владо Петрушевски, кои што живеат на вистина тешко, кои што имаат бебенце кој што е само 1 месец и кој што нема ниту пилење, ниту храна. Добар ден. Добар ден. Марија, здраво. Се слушнавме по телефон. Јас сум Оливера, Срце на дланка. Јас сум Марија Петрушевска Џужукова. Веројатно сте биле во контакт со некои девојки од Facebook, од социјалните мрежи кои ве пријавија во нашата емисија. Не кажаа дека живеете во една соба повеќе луѓе, затоа дојдовме да видиме како живеете. Како живеете, Марија? Па, многу лошо живеем. Во една соба и едни услови многу лошо. Повелете, дојдете, видете го станот. Не кажа и дека имате мало бебче. Да. Имаме малечко бебе, после 10 години радост. Не оплеа радост. Како живеете, Марија? Еве. Како живееме многу лошо. Добар ден. Добар ден, јас сум Владо. Вие сте Владо, таткото на бебето. Да. Ни кажа дека имате принова дека после многу години сте добиле детенце. Фала ми на Бога, ми даде детенце после 10 години. Нека ви е живо и здраво. Фала да се здрави и живи. Но условите во кои живеете сепак ви се тешки. Тешки се, да. Како живеете, Марија? Живееме од ден за ден.
денеска, ако имаме ќе јадеме, утре ако немаме нема да јадеме. Се труди мојот сопруг за да не заштити, да ни обезбеди јадење колку може, толку се труди да ни даде. Ако денеска го викнат да поработи, он ќе донесе пари, ќе купиме храна. А ако не го викнат да поработи, нема да донесе храна и така да живеем. Ама многу луѓе ни помага. Како го гледате бебето? Само еден месец? Еден месец ја го одгледувам моето бебе со помош на луѓето. Јас во текот на овој месец, како ми е родено, ја не сум купила воопшто ниту млеко, ниту памперс. Само луѓето ми помага. Се од луѓето, памперси, млеко, се луѓето ми помага. Имате ли некаков приход, со нешто живеете ли? Па живееме со социјална помош, сега и таа ни е укината и немаме ниту социјално, ниту мажот ми работи и само така. Буквално сте оставени на милостината од народот ако ви помогне. Да, оставени сме на милост и на немилост. Но бебето е се што посакувавте во вашиот живот. Да, бебето ми е единствена радост и бебето ми е богатство. Хвала му на Господ што он ни подари после толку години син. Син сакавме и јас сакав и син добив. Сакате и нормални услови за да го растете бебето. Да, сакаме и нормални услови, со Господ напред сакаме и да јас сакам, тоа е моја желба, да имам второ бебе, да има детето да не ми биде само, да има со кого да комуницира, да контактира, бидејќи моето детство беше многу лошо. Јас немав со кого да се дружам, мене ме неќа, дечињата ме одбегнува дека сме сиромаши и затоа ме одбегнувале. И јас сум немала каде да се дружам со кого и морало сама тука да се играм. Му сметало на комсиите што сум тропала, додека сум била мала, сум тропала нормално, они му сметале, им викале на моите, ама ја постојано сум играла со дома. А надвор ако отидев да играм, се нешто ќе ми украде, дали кукла, дали ластик, нешто ќе ми украде. Бидејќи тоа, од моје искуство, знам како ми поминало детството и не сакам да бидам сама, туку сакам да сакам и моето дете да си има брат или сестра. Но сакате да има? Ја немам брат ни сестра, а сакав да имам брат и сестра. Мојата мајка не успеале да добијат тоа второ. Но оно што е важно е, еве и ова, што сега го имате, да има храна, да има облека, да има се што. Да има облека и храна. И сигурно некое вработување за да може сопругот да ве гледа. Да, и вработување на мојот сопруг, ама само за да не биде пријавен, бидејќи ако добиеме социјална помош, да не ни го скинат. Како со ни го скина, повторно поднесовме документи. Како живеевте овие последниве 4 месеци без социјална? Кога го избрка и сопругот од работа паралелно? Па, живеевме така од ден на ден со помош на луѓето, некој ќе ни даде храна, има едни комши тука, со ни дава неколку пати ни има купено храна, дури и комшиите и ни давале и пари ни давале, а и храна ни купувале ни комши позади зградата. Живеат. Марија, откако првите години од животот ги минала под Кири, од своја 3-годишна возраст со родителите доаѓа да живее во социјалниот стан во населбата Чаир во Скопје. Пораснала со баба си која се ја овозможувала и најмногу се грижала за неа. За себе ќе каже дека сите другарчиња ја избегнувале поради тоа што била сиромашна, а бидејќи е родена со попреченост, морала по сугестија на наставничката после 3-тото деление да замине во училиште за деца со посебни потреби. Јас сум порасната во Чаир. Тука сум донесена од 3-годишна возраст. Имам 37 години. Овој стан го добивме по
по татко ми, бидејќи татко ми беше егеец, бегалец, така да ние седиме тука од моја 3-годишна возраст. Мојот татко беше пијанича и така да немав добар живот и мене, не знам, ме сакале родителите, ама највише ме сакаше мојата баба и она ме одгледа и некај се мирошани кошките, што таа е почината и од ден денеска е во моето срце и секогаш ќе биде, она да не беше, ја не би била жива. Па многу не сака луѓето, бидејќи ние сме многу сиромаси. Јас се запишав во нормално училиште, ме записа, јас таму учев 3 години, мислам до трето. Четвртото одделение го ме записа у иднина, у школото, бидејќи мојата наставничка рекла да ме отпишат, бидејќи не ги разбирам добро предметите. Они мене ми кажува, ама мене ми оделе многу тешко, а и пусто имам многу слаба меморија. Ја многу слабо памтам. Памтам, ама почесто заборав. Зошто? Имаш Јас ли го некоја... памтам минатото, а сегашноста не ја памтам. Тоа не ми е јасно. Зашто јас минатото го памтам од одамна, тоа што ми се случувало со баба, со татко, а сегашноста не ја памтам. Одеше ли на некој лекар да видиш што се случува со тебе? Зошто не можеш нормално училиште да посетуваш? Зошто не памтиш? Па одев и кажа имам мало попреченост во мозокот. А после тоа, кога веќе порастав, отидов повторно на лекар, сега ми рече докторката сум сосема добро, сосема ми е добар мозокот, само ми вика да користам некои витамини, некои апчина за памтење. Со мојот сопруг се запознавме, он дојде кај нас. Кога беше 38 години имаше он, а јас имав 18. Он дојде како мајстор во нашата куќа, да поправа таму вентилот ни се расипа. Ние први отидовме кај комшијата да го замолиме за помош, а он ни рече не, ја не можам да ви помогнам, не сакам. И ќе ви препорачам еден мој пријател. Тој негов пријател е мојот сопруг. Дојде тој во нашата куќа и јас како дотука, гледајќи го него, само го видов и готово се залюбив во неговата витка на коса. И толку многу го засакав и на крај он примети дека ја го сакам и на 2 пати, 3 пати, па почна да доаѓа кај нас као на кафе, као на... И на крај му кажав, ја многу тебе те сакам, дали сакаш да се ожени за мен. Со еден другар во Рекџеја, дојдов Кенезе, он ми рече дека вентилот нешто ме е добар да сум го направил, он и дојдов да им го направам вентилот и така, она се заљуби во мене. Ја не сакав од почетокот, пошто многу разлика сме со годините, ама ми беше добро, ја сакам, ама и е жал дека така е сиромашка. И јас сум сиромав, нормално, ама ја избегнува многу. И да не бев јас, не знам како ќе обстанеш она со мајка, и мајка е малце проблематична. Иако беше против мојата мајка, што е постара од мене, ја отидов во продавница со помисла да купам нешто храна, ама кога видов мани прстенчиња и мене ми текна дека да му предложам брак, а ја му купив еден, со го видов најголемиот прстен, ама те се обични, од лим правени, обични 10 денари толку. И јас ги купив тие прстења, 2 купив,
и ги донесов дома, а мојот маж сега ми е сопруг и он седеше дома и јас кога дојдов од таму го ставив у едно кутиче и го отворив и му клекнав до него и му викам дали сакаш да се ожени за мене. И он ми вика да и се прегрнавме и решивме да стапиме во брак. Татко ми све знаеше дека јас го сакам, дека сакам да се омажам за него, све знаеше. Тој не беше против. А мојата баба беше почината. Само што почина баба ми, он ми даваше многу утеха и така да јас ја најдов мојата утеха у мојот сопруг. Како живеете? Па живееме, ете така, она си седи сама, таму си купувах сама храна. Незината пензија не стига, бидејќи ја дава по долгови, она се задолжува ки тие лихвари. А зошто не ја делите храната? Сепак мајка ти ја, еве, имате и внучи. Мене она ми дава храна, ама за само на него сака, него и за него ќе речи, еве ти за тебе, за него не. За жал тоа мене многу ме погодува. Не сум малку, не сум таму, таа ми е мајка, јас ја сакам. Тој ми е маж, јас го сакам. И не можам никако сега сум горам меѓу два огна. Каму тази ова да се исполни, да се засакаат еден ден да се прегрнат и мило да ми биде многу. Да ми биде мило дури и да заплачам од радост да се прегрнат вајчата. Ама ете не се случува така. Не секако што сакаме ни. Значи не се сакаат воопшто. И тоа многу ме мачи што они не се подесуваат. Многу ми беше тешко, бидејќи јас немав деца, сите имаат деца. И јас на многу луѓе кои имаат дечиња, ќе им речев дај ми го малку да го подржам у раче, некој ќе ми го даде, а некој мајки не го дава. Ја многу плачев дека бебе и на крај добив. А се случи кога добив бебе, кога останав бремена, и самата јас тоа не го верував, отидов купив тест и кога видов таму две линии увече бев, почев да викам од радост. Владо дојде, вика што се случи, што ти е? И ја викам Владо, јас сум бремена, види го тестот. И он беше пресреќен и мене ме прегрна и јас него се прегрнавме двајцата и ја викам како бе Господе, зарем толку се назали на мене па ми даде син. И баш син се сакав и син ми даде Господ. Кога бев бремена ми кажа дека ако ти тоа дете штом ти е од Владо, ја тоа дете нема да ти го сакам. А кога бев бремена, тоа ми го кажа. Ама после тоа, кога се породив, кога го донесов од болница и го дадов во незина преградка, со помисла дека она нема да го сака. И она, замислете, го прегрна и го пачуваше, рече бабин, внук, ја те сакам тебе. Последните месеци од бременоста решавате, одлучувате да заминете и под кирија, иако ви беше тешка финансиската состојба. Ние заминавме и ја бев многу среќна што ние се одвоивме како семејство и дека ние планиравме таму да си живее нашето дете. Ама се случи да мојот сопруг го избрка од работа и ние искочивме од таму. Зошто се вративте тука? Додека бев бремена и почесто се разболував и он, за да не ме остави сама, да има кој да ми даде чаша вода и мораше да останува сопругот дома, а тие што работеше кај нив не го сваќа дека тој има болна жена и дека мора да ја помага и на крај го избрка. Така се запослив, ама ме напушти, ја мораше тие денови некој да останувам и со нејзе да бидам. Она знае некогаш и во несвест да падне, а бев дома 2 дена.
отсутствував, а јас убаво го прашав тој надлежниот, не газат, туку друг тој е надлежен, дали може да бидам дома, пошто не ми е жената добра. Он рече добра. И после тоа ми соопштува дека газата ме одјавил од работа. И јас зборев после со газата, он наводно као немал доволно приход, идел у минус, ово, она, сака да каже дека не може, ќе отпуштил и други работници, и ти рекол ми рече. Баш кога требаше да се породи пред поредувањето, мене ми избрка од работа. Таа социјална помош јас ја земав, ми ја скина бидејќи не се пријавив јас на време и постоа дека маж ми беше работен на едно место, со работеше и го пријавија и они тоа виделе на компјутер и ми го скинаа социјално. Колку месеци живеете без социјална? Без никаков приход? Па без никаков приход живееме долго време, може околу 4-5 месеци. Ова соба тука живееме, тука јадеме, тука пиеме, тука гледаме дете, тука све. Само ова единствена соба што ја имаме и што живееме. Марија на прв поглед има се во животот. Човекот што го сака и детето кој е најголемата радост. Сепак таа досега да не се хуманите граѓани ќе нема да му купи ниту млеко, ниту пелени на синот, зашто веќе со месеци тие немаат никаков приход. Па затоа граѓаните ги замолува кој може да го вработи супругот и да го надминат овој тежок период, но и доколку е можно државата да ја помогне со социјален стан, зашто вака како семејство многу тешко функционираат. Ако сака некој да ни помогне, за да ни кажи барем каде да идеме, за да најдеме социјален стан да ни дадат. Кога на татко ми и мајка ми се му дале стан, бидејќи е гет, така нас да ни дадат стан и така да си го плаќаме нормално, кирија да си плаќаме. Кога би му се дало шанса да работи во некоја фирма, дали би прифатил? Да, Работоспособен ли е? да, работоспособен е, он би прифатил секаква работа да работи. Цел месец бебето ми направи месец дена и месец дена ја не сум купила памперс. Се луѓето ми помагаат. Тие луѓе со се пријатели на Facebook, што ги наоѓам и ќе објави по групата Дај подари дека немаме и они ќе се јават нормално и ја го запишувам бројот и они мене и ја ќе му кажам дека имам бебе и они ќе му кажам дека сме сиромаси и они ни помагаат. Кој ни донел памперс, кој ни донел корито за бебето, све и сесто. Има една Милена и Теодора, најбише им се заблагодарувам на нив, бидејќи они од Facebook се пријатели, ама многу ни помогнаат, они не пријавиле ке вас. Сепак да не се тие луѓе, не знам, многу тешко би било. Многу ми е тешко, со така се случува да ни помогнат луѓето, али кога ќе се јави некој за да ни помогне, јас сум многу среќна бидејќи за бебето ќе има. И кога ќе ни каже дека некој ни носи храна за бебето и ни памперси, ја многу сум среќна. Сите ние имаме една мала дијагноза навечер. Премногу мислиме за својот живот. Се враќаме на местата каде сме биле најповредени. Ги бараме причините, објаснувањата, а треба се да пуштиме. На крајот на денот не треба се да имаме под контрола, зашто некои убави работи се случуваат токму тогаш кога ништо не е како што треба да биде и зашто понекогаш и во најмрачното место може да се запали светло. Секој сонува за убаво семејство и секој сонува за топол покрив и храна во домот. Меѓутоа, Тони Крстевски од Охридско Вилгошти нема ништо од сето тоа. Затоа бевме со екипата на Срце на дланка и во неговиот дом и еве што затикнавме таму.
Тони Крстевски живее во Охридско Вилгошти, има 40 години. И двата родители му биле лица со посебни потреби, но и покрај се, доколку многу мал не ја изгубел мајка си, можеби неговиот живот ќе имал друг тек. Куќата на нешто личеше додека беше жива мајка ми. Многу бев мал кога таа почина. Сиромашен беше татко ми, ќе каже Тони, и често бев гладен. Да не беа баба и дедо, досега не ќе бев жив. За жал и тие ме напуштија, па се што направив во животот е завршено основно образование и преработување од кое имам стаж од 20 години. Тони додава дека сега неговиот покоен татко за жал лошо се однесувал кон него, па 4 години тој бил принуден да живее под кирија и минималната плата од 9.000 денари да ја дава за сметки и сместување. Денес не е во состојба да плаќа повеќе, па затоа седи во полураспаднатата куќа во која само животно може да опстане. Куќата поради долг нема струја долги години. Се топли повремено кај соседите, кај нив и се храни, облека зема од социјалните служби и хуманите луѓе. Па затоа, за да почувствува топлина и да биде еднаш во животот среќен, бара било каков покрив над главата и основни услови за живот. Марија Петрушевска и покрај хендикепот кој е констатиран како мала, од секогаш знаела што сака во животот. Човек со чисто срце и топла душа за свој животен партнер и да се осознае како мајка. Тоа се двете нејзини најголеми желби кон кои ќе се стреми сиот живот. Од своји 3 години со родителите живее во социјален стан кој им е доделен, а после третото одделение по препорака на нејзината наставничка од нормално основно училиште морала да се префрли во училиштето иднина бидејќи не можела да ги исполни активностите и задачите во првото. И не се жали на таа одлука зашто Марија во иднина ќе се насочи во исполнување на своите животни желби. И затоа кога еден ден доаѓа мајстор за поправка во нивниот дом, ќе започне да и се исполнува едната желба. Таа се заљубува во него и покрај разликата во години, а неодамна и покрај 10-годишниот стерилитет добива и принова, синот Леонид. Иако и се исполнуваат двете најголеми желби, сепак Марија повторно живее тешко. Живее во една соба од социјалниот стан од мајка си, не е вработена ниту таа, ниту сопругот. Пред неколку месеци, додека сопругот работел, живееле 2 месеци под кирија, но тој бил избркан од работа. Затоа повторно се враќаат во собата од мајка си. И покрај тесниот простор, ова семејство нема како да обезбеди пелени и млеко за бебето, па иако и тие понекогаш се гладни, замолуваат да им помогнат со храна и хигиенски средства, барем за синчето, кое толку долго го чекале. Денес се наоѓаме во Охридско Вилгошти, кај Тони Крстевски, младо момче кое што има 40 години. Имало тешко детство како сираче, а денес уште потешка младост. Тони Крстевски, Да, јас сум, добар ден. на Дождов те сретнуваме. Што правиш на улица? Ништо бев да се згреам по комши, немам ни струја, ни шпоред, ништо бев да поседам таму. И така вие ми се јавивте, дојдам на брзина и така да одам по комши. А зошто? Така ли го поминуваш денот? Така го поминувам денот и одам да навечер наваму натаму и да го престојам денот. Дека немам ништо дома. Порано бев, немам никакви услови, малтретирани, заминав под кирија. Кој те малтретираш? Татко ми и брат ми, да разбирај, не имаме и се исели под кирија, си заминав и така. Тежок живот го поминав и... Каде живееш? Овде да живеам во овие услови, нема друго ништо. А мајка ти? Каде е мајка ти? Мајка ми е почината, татко ми е почина, 4 години има, да мајка ми 50 и нешто како што е починат. Освен кучињата, никој друг не ти прави друштво тука? Не иде никој кој да што ќе прават, немам ни грајне, немам ни ништо и тоа е. Сигурно удамна е почината мајка ти, Да. сигурно од тогаш и ти почнува тешкиот живот, Тони? Од тогаш ми почна тешкиот живот и така, натака се го претрпев и до сега го поминував така мачен живот. Што правеше како дете? Кој те израсна? Како растеше? Се школуваше ли? Дете се школува овде во школото Велгошти, ме израсна, вака ми даваја школото донација, едно ме облекуваја, едно друго за јадење. Шо че имаше се, ми помагаше друштвото, да. И одев така, и одев село кај баба ми, кај дедо ми, и тие ме надеја, ме догледаја и тие и така. Но сега, откако си возрасен, веќе сам на себе припуштен? Сам на себе припуштен, сега сум, вака,
се снаоѓам по комши, по едно друго одам. Зошто живееш во вакви услови? Во вакви услови немам услови кај да одам на друго место каде живеам, мора тука да онада. Немам никакво онако. Мало одам на работа, ама мало ми се примањата, земам мало пари и не можам ништо друго да онада. Не можеш ни да почнеш и да сакаш да Да правиш. сакам, мало ми се онако тој, така примањата. Предпоставувам дека остануваш често и гладен, без храна. Да. Како го решаваш тој проблем? Тој проблем одам вака кај овие кои што ќе имат, кои ќе се знај, тој ќе ми дај. И да го поминувам онако. Може да видиме како живееш. Тука е навистина темно, лошо Да, и нечовечки за живот. да. Не човечки. Кој го да. направи ова вака да биде? Ова е одни ми. Јас не е моje ова. Ова не е моje, ама ете, не сакам ништо да фаќам, ама не знам што да правам. Тоа е одни ми. Принуден ма. си да живееш Принуден вака. сум да живеам вака и што да правам. Кога немаш побави услови, Да, кога немам поубави услови, поубави онако, ако Тони од мало станува сираче без мајка, па веројатно тоа е и причината за неговиот лош живот. Татко му кој починал пред 4 години додава тој не се грижал за него, па да не биле неговите баба и дедо тој досега немало да биде жив. Затоа завршил само основно училиште и веднаш се вработил за да заработува за живот. 83-та, 22 февруари сум роден. Тога и наполнав 40. Овдека растев со баба ми и со дедо ми, кој ќе ме онадеа тие, оде в село и со стариот, дека мајка ми почина, нема мајка тога. Почина, мораше да одам в село. а каде живееше со бабата и дедо ти? Годивие село, Годивие патон за Скопје, Куќава е стар, неодржувана, не вложувано во неа. невложувано, отко беше мајка ми, така сето пропадна, тада беше мајка ми, ќе бе вија сполба. Ама ме скина шо умре таја, јас да беше таја, сите знаат. Дедо ми убаво се однесуваше, ме викаше, тој ми велеше, ела јади еден касај леп дорсу ја, после ми велеше тешко тебе дорсу ја да те заштитам. Да ти она да ми пари ми даваше, че му сработев, ти ми речеше, ти си за пари, сакаш да дојам, дедо ќе му рече, ајде. Оти овие, брат ти, татко ти, ќе ти она, шо ќе онаде, шо ќе земе ви, тој се бореше да не ме малтретират, ама не можеш, овој други слушаше, други умој, стариот, пиеше од пијајнето и да не ми ја земет платата, да не ме онада, да не ме крадат. Заврши ли училиште ти? Заврши 8 одделение овде во Силова? во село. А потоа не заврши и средна? Потоа немаше кој да ме школува, тие сакам, ама толку беа могуćностите, тие со кого, со онако, со овие родители, кај ќе ме школуваја. Немаше кој да ме помогне, немаше кој да ме онади. Учев школото пак, сепак ми помагаше, ми носеше храна, едно друго ме викаја, што ќе имаше пакети, облекла, кондури ми даваше, дори онадив, завршив. Таму го викаја и него. Кој ти даваше кондури? Овие школо како донација и ќе пуштеа овие шучеме заедно за да ми помогна, за да ми донесат дома вентијаги, онако палта, се што имаше донација за јадење едно друго и немаше кој да ме онади. Ти дур се запослив на работа, немаше кој да ме онади, да си зема свој динар да видам, ама мало ми се примајната и така. Колку толку сега, еве 20 години направи годинава. Имаш стаж 20 години? Да, 20 години. Каде работиш и што работиш? Во Словин Билјана сум општи работник, кај што ќе имат потреба, таму сум.
Откако се вработил, не можејќи да го издржи малтретирањето од најблиските, ќе каже Тони, бил принуден да отиде под кирија, па целата заработка во месецот ја давал на сметки и сместување. За тоа време, во родната куќа направен е долг за струја од над 1500 евра, па денес тој е принуден да живее на ладно дури и во зима. Единствен сосед кој му помага е Бранко, додава Тони, кој денес да не е тој, ова момче би било и прегладнето и премрзнато. 4 години живее под кирија заради ова, заради малтретирање, што не ме веруваја, што ме крадеа, што ме онадеа. Кој те крадеше? Тие, брат ми и татко ми. Ме тепаја, ме онадеа, што купи, продај, што купи, продај. Јас правив, купи перални машини, телевизори, за јадење, едно друго, за мене остај пари, јас замини, види некој, мене не мешај ме, види некој да ти ги зеде. Ја ќе му рече, абе, тато, кој ми ги зеде работиве, кој влагате овде, што барате, не признава, ја се правеја на удрени и мораше последно, ко видов, парите ми ги имаја земено и што ми имаја друго, не се сеќавам баш земено и јас си замина под кирија. Зого моторине Илина, долу на Абасимини, тамо најдов куќа, и седев тамо 4 години го преседам. Дојдов овде да се разберам, со кого ќе се разбереш, тој пијан, како пијан, го сваќав инвалид и тој беше, му веле море моца шо треби, море тато ќе ти помогнам, ама толку ми е онако, тој ја немам сила, кажи си заминал ми викат под кирија. Разбирам ми викат си седел, да му реков седе. А што си ги барам моите работи му кам. Што барате му кам со син ти да чепкате овде му кам, иди кршите вратите, тие кршеа едно друго. Ако заклуче бравите, тој ќе издаеше за инај. А кој те малтретираш и тепаш? Стариот и брат ми, за да ме онадат, за да ме лажат, за да ми ги земет парите едно друго, за да продават тие. Јас ако не бе овде кај комшиеве и тој Бранко што ви се јави, онако, тој ми помага, ама и тој што да ми прави. Нема кај него кај да спијам. И тој со 3 деца, тие двајца жена му 5 души, зе тој ми помага, вака ме онадит. Ќе доеше и тој да онади да им речи, ама не се разбираја. Брат ми, па пред да умре тој се исели, си ојде кај дедо му зеде жена и се жена, ако се жена и немало услови овде и си ојде под кирија да седи кај дедо му. И не плаќале ништо, ни вода го праша пред да умре, да бе му кам моца, вода му кам плаќаш, не ми вели то слободени сме, сигурен си му кам, водата ми вели не плаќаја. Добро му кам, комуналецот и струјата, ама многу ми направиле комуналното и струјата. Колку ти направиле долг? Не знам сега, треба со Бранка ове што ви се јави, треба да прашаме. Пред тоа прашаме, беа 1000 некаде и 500 евра. Кај ове Бранко ден и ноќе сум, стално ме барат, стално ми помагат. Ама што да ми прави ти тој? Деца имам. Ми студи, сношти кај него одев на граење, да се стоплям, кај ќе најдам тамо по кој ќе ме одам. Да им побарам за храна, да им побарам нешто, да ми дадат пакет нешто, да ми дадат ако имат колку да преживеам, да може за јадење нешто да ми дадат, ама се јавија на работа и сега не можам од понеделник, па кој ќе су слободен, се планирам да одам тамо, да им речам што е тој човекот. Ми даде, еве, то носам, то патики, кондури што ми дале, то носам. Од Црвен крст. Не стасува да си купиш сам тоа што ти сакаш? Ами, не ми стасува, не можам, мало ми се примањата, се извинете, мало ми е платата, каде е поврзо. Од Битола имам вујко на мајка ми брат, се слушаме стално, го ме барет, тие ме она да дојди, ми велат вамо. Велат, кој ќе не си на работа, му кам, не можам, виќе, ние, вика, ќе ти го платиме патот од таму, да не седи сам, вика, да не си затворен во 4 зида. Од денот, сега ќе одам пак, ќе го молам на Бранка, кој ќе се вратити, ќе одам кај Бранка, таму ќе седам, ќе се греја.
će posedam tamo i posle... A kako sa hrana će go pomineš denot? Сега не знам, че барам на бранта, ако има тако, не че си чутам и че се свиткам ондека и че си чутам. Сега ако има, кој ќе се врати бран, кој ќе му побарам, ако има ти. Колку земаш плата? Сега земам овие 10.000, 9.000. Ова момче има многу проживеано и дупло повеќе пропатено. Може би и поинако би изгледало и повеќе би се смеело да имаше малку понормален живот. И иако денес има само 40 години, се чувствува многу постаро. Така и изгледа. И додека душата му плаче, еден дел од неа ги моли добрите луѓе да му помогнат да најде некаква куќарка за да може мирно да живее и да започне нов живот. Куќаре да најдам, од овде би напуштил, одма ќе избегам. Ви кажувам, не. 5 минути, 5 не седам овде. Да најдам да ми низи некаква прилика, вака по онако, по другари, да ми поможат, да ми онадат, одма би избегал. Да се мачам, а да дојд утре ден, ќе направим со Бранка, да дојд утре ден да ми ја земи на гото, и што ќе направим јас после. Ќе бара ти тој, ќе вика тој, ќе онадит, заш вака си онадит, заш мој да ми ја земи, да си седни на гото, да ми ја земи ти, да си останам пак. И јас сакам да бидам среќен, да се оженам, еве планирам и подругари сме пробале и со Бранка, ама не веле, то не е за овде, дур не орешиш. Не веле со такви луѓе да се расправаме, Господ грев да не ни пишит и со брати да имаме мотретирање, не се нафаќе ти куќава каква е, не се нафаќе. Ќе се снаоѓаме негде, ќе бараме, ќе му речеме негде по куќиве и негде ако ми дај нешто, некоја куќа да живеам, добро е, ќе се снајдам. Срцето се полни кога некој ќе ви изненади на било каков начин, со порака, повик, убав збор и без оглед што животот ви подготвил во сценариото, треба да останеме своји. Така луѓето што не сакале уште повеќе ќе не ценат. Оние другите можеби и побрзо ќе испарат. Не мора никому да положуваме сметка за нашите одлуки и да се водиме само кон тоа. Навечер со мирна совест да заминеме во сон, зашто тоа е единствениот знак дека никому не сме направиле никакво зло. Навистина тешки и трогателни истории кои што верувам ќе добијат своја реализација во остварувањето на своите соништа. Најголемо достигнување се смета дека во животот е кога ќе доживееш разочарување, тага, болка, но ќе се исправиме и ќе кажеме можеме и ќе успееме. Верувам во успехот на двете животни истории на семејствата кои пред малку ги видовме. Сами не можат, затоа го ставија срцето на дланка, да им помогнеме и да им дадеме рака за спас, затоа што нашето малку некому може да значи се. Јадранка Стефановска е нестрекна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи двата родитела. Едниот брат со посебни потреби Стојанче умира млад, а другиот Грозде, дури 30 години вели таа, ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демиркапија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да ја помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп, за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет.
Добар ви ден и добре дојдовте во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Емисија од хуман карактер која што помага на семејство од социјален ризик и на сите оние кои што живеат тешко. Доколку сакате да се пријавите и сте одлучни да го сторите тоа, можете да го направите на 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека не треба да се плашиме од тешкотиите, не треба да бараме да се наоѓаме во поразлични од оние околности во кои што се наоѓаме, бидејќи кога ќе извлечеме најдобро од она што е најлошо во кое што се наоѓаме, тогаш добиваме една прекрасна прилика. Верувам дека двете семејства кои денес ќе го стават своето срце на дланка ќе добијат добра прилика и можност да живеат многу подобро. Па ајде да ве запознаваме со семејствата кои што ги посетивме со екипата. Денес со екипата на Срце на дланка имавме можност да запознаеме едно семејство кое живее многу тешко. Долго време се мислеше да го стави своето срце на дланка, но храброста победи и верувам дека ќе победи во надежта да живее подобро. Еве каде бевме со нив. Илија Речиновски има голема болка која не мора да ви ја раскаже за да ја дознаете. Од солзите во очите и грижата кон 14 годишниот син Јован, веднаш ќе забележите дека со болка легнува, со болка станува и дека 24 часа е буден, само хиперактивност и психијатрискиот проблем на Јован да го држи под контрола. Потекнува од струшкото село Мислешево и иако има само 52 години, на душата овој човек има чувство како да му натежнале 152. И не е само таа несреќа. Илче, црни работи го пратат уште од дете. Израснат од мал без родители, тој уште со својата полнолетност разбира дека мора да ја носи тежината на целиот дом и семејство. Има сестра со посебни потреби. Брат кој починал пред неколку денови преди скршена нога и компликации. Ќерка која е првата на која по земјава и е направено трансплантација на бубрек со донатор од мајка си и како капак на се, болеста на малиот Јован кој ниту една институција во моментов не го прима за да му ја даде потребната дијагноза и терапија, ќе каже овој тажен татко. И иако му е тешко со една плата да гледа куќа и семејство и веле дека му е потребна била каква помош, сепак најважно му е син му Јован да се смести во институција за да се излекува, а така и товарот од душата ќе му падне, додава тажниот Илче. Денес со екипата сме во село Мислешево кај Илче, кој што живее тешко. Пред неколку дена му починал брат, а тој живее со две деца со посебни потреби само на една плата. Затоа сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Илче. Дојдовме од Скопје, од Срце на дланка. Вие сте Илче? Да. Кој работите во... Општа болница Струга. Так, ве пријави ваша колешка Фала многу. и ни кажа дека живеете тешко, па дојдовме да видиме која е вашата тежина. Што ви се случува? Проблеми со детето ми почне брат ми, деца со посебни потреби. Кога ви почина братот и од што ви почина? Скопје почина болница. А што му е на детето? Со посебни потреби, хиперактивен. Не го примем никоја институција, па замолиме да се смести пак во психијатрија. Да се излечи, да Да. биде под терапија. Да, по терапија. Со кого живеете во куќава, Илче? Сопруга са, сестра и три деца. И брат ми почина. Вашиот брат почина. Што му се случи него? Комплициран, беше почина во 8 септември. Тој не беше женат и Не. сигурно во периодов се уште е таза болката и многу ви фали. Да, тази ги фали, но Од што најмногу ви е тешко? како Јован ми се брат ми почини. Да се смести, да се смести во психијатрија пак по контрола на болницата. А како ви поминува денот? Никако, тешко. Зошто? Да се знаеме, што може се знаеме сами, што не? Некој ќе ти поможе, некој не. Само на вашата плата, од вашата плата Да, живеете? од нашата плата. Може ли да одиме на кај куќава? Извија тоа е. Илија има само 52 години. Роден е и израснат во семејниот дом во Струга во која и братот и сестрата ги чувал и гледал бидејќи многу млад останал без родители.
Тежината на сиромашниот живот ја запознал одамна, но тежината од болестите и нивната сериозност ги дознава дури откако ќе се ожени и за жал ќе добие деца со посебни потреби. Дукадинка уште мала имала потреба од трансплантација на бубрек, а Јован, кој има само 14 години, има психијатриски проблем и хиперактивно се однесува во текот на целиот ден. Сол на раната од предизвесно време и смртта на неговиот помлад брат. Да, овде се роден. Овде. Пораснат и работа. Во болницата се. Имам жена и 3 деца. Брат ми почина, сестра ми и там. Толку. Вие сте 3 деца? Да, 3 деца. Сите сте тука растени. Да. И татко и мајка ми почина, млади почина. А животот во детството каков ви беше? Без мајка. Без мајка. Така. Со друга мајка, баба стара и порастивме. Зошто живеевте со друга мајка? Се татко ми се бреже, нај? Ама се уживевме. Така. Себе било лесно, не е како сега. Да. Сега е потешко. Кога вие се жените? Кога се женав 92. 92? Да. И како започнавте во семејниот живот? Целата попечатница, приватна, убаво беше тамо, па не затвора и толку. После си влегува во болницата. Откако ви се родија децата, колку деца имате вие? 3. Кои се тие? Благочи, Дукадинка и Јован Маниот. Кој е најстар од нив? Благочи. Тој си работа во хотел. Изград. Тој е вработен. Да. А девојчата, керката? Таа не работате со посебни потреби, транспортирана бубрек. Што се случи со нејзе? Имаше сериозна болест? Операција беше на ногата, од колкоти некои бактерии мамни, откаде бубреците и още диализа. Можете да се бъде донатор, трансплантација на детска клиника, детска хирургија во Скопје. Доктор Лазе Јовчевски и Симеона Христос има тие бара. И доктор Најцо нефрологија. Тоа беше и првата операција, трансплантација на бубрек во Македонија? Да, прво дете во Македонија беше таа Дукадинка. Дукадинка. Кој беше донаторот? Мајка, сопругата. Вашата сопруга? Дали напори сила, можеш. Од тогаш и вашата сопруга живее со еден Да, бубрек? со еден бубрек и таа. И сега во моментов и таа не може да работи? Не, низ дома. Едно јање напади, испети и толку. Толку е снагата. Толку. Целата тежина сега е врз вас? Да. Сега имахме смртен случај, почина базати. Вашиот брат? Да. Кога почина? Па, сега 2 недели има. Тази. Тоа ви беше можеби и капак на сите проблеми? Токму капа, мора да му се знаеш, брат му си така боли, джараш. По Скопје, по Изоји. Мора да појде обиш така. Млад беше? 45 години. 45. Да, Сигурно. Си Да, уште ком- верно мислите како се случи тоа? Што му беше? Компликација, операција нозата и 8 септември таму почина. И меко погледа дојши да си одиш. Тоа погребалното. Сигурно многу ви фали. Да. Абе не може куќе мачи да си стои са, си го расте, да си го гледал. И си има и куќе и мачи да си ги гледам, си ги расте мали. Како човек да ти загине исто. А што му се случи на чичкот? Е скрши ногата. И после што се случи? Слоничкото окрит, па сколзгомна, па го донеса дома, сакси, па после пак дојде момчето, пак го зеде во насока, згомна и скопи и таму умре. Беше на операција за дишење, на интензивна нега. Ти добар ли беше со него? Го сакаше ли стрикот? Да, ми даваше пари. Ти даваше парички. Да. Секој ден одам и му палам свещи. Свеќе му палиш? Да, свещи или свеќе се вика. Свеќе. Свеќе. Ја ги викам свеќе. Барем финансиската состојба на ова семејство да беше подобра и да живееше побезгрижно, ќе беше малку полесно. За жал, во моментов тие живеат со една плата и да не се хуманите луѓе, можеби и нема да можат да се прехранат во месецот.
То се не плата, не се живее. Со кредит, извършители. Ти си абе да платиш. Няма да платиш. Само на вашата плата сте? Детето си работа, ама. Той си избира настава му, те ще се жени, така. Вие сте вработен, Въобще болница стива. но стигнуваат ли тие Не, пари? не. Само извършители, банки, кредити толкова. И па како го поминувате месецот? Не помага некој што сака. Имат хумани уште што сакат да поможе, некој помоги. Некој кој е во можност нека помоги тоа што е бизниси, фирми. Нека поможе. Секој донесе добре дојна, така? Ако во месецот некој не ви помогне, како го истерувате месецот? Некој помоги. Ќе се знаеш, ќе се купиш пред време. Кој се плата, ќе се купиш основното, брашното, маслото и толку. Тука живеете уште со една сестра, и таа не е вработена? Не, И таа не е во состојба да работи? не. Никој од куќа, освен вашиот син кој што е вработен, не е во Само ја. состојба? Вие и синот? Тие двајца. И ти помага што ќе прати, твои дети сакат да си гледа се жени, туи царци така. Од сите тие жени сепак новој несреќен татко најтешко му е здравјето на малиот Јован, кој 24 часа поради проблемите во мозокот е хиперактивен и мора да го пази, но и да го мисли да не направи проблем додека е тој на работа. Вие се грижите за Јован? Да, се грижиме. Во Скопје. Да, така. Мама чуляк. Колку години имаш? 14. 14. Како ти е тука, дома кога си? Добро. А каде одите често со тато? Каде те носи тато често? Каде? Одите во болница? Да. Еничка му издегам со точак. Зашто Той така? беше на работа, ја го гледам на точкот, го возев и стигнав по новиот пат. Го поминав новиот по стариот одев. Сам да ја. Знаеш да се снајдеш сам да се вратиш? Да. Зошто ви е тешко? Тешко. Моја се лечи. Што му е на Јован? Тој е хиперактивен. Хиперактивен? Да. Те не се смести тој. Во институции, кај што треба. Тој за дома не е. Не е за дом? Да. Што прави? Не мира, ева вака виж. Не спие, не мирува. А зошто не го сместите во Па не го институт? приме нигдека. Слабати по социјалната мика снајде сам. Бев на психијатрија, не го приме. Има многу годишина. А тој не е за дома, тој треба се смести. Имат институции така по Стумица. Бев струмица. Не го сместуваат во институции, не е за дома, но Не. и доколку го сместат сигурно и Ќе се упре, ќе се излечи. Да е помал, така? Што ќе упреш дома? но сигурно и ќе ви фали неговото отсуство. Абе, dacă си се лечи, нема ми пали, чора ќе го пасти, ма нема проблем, ќе се снајда, ќе го гледаме на него, што така? Само да се смести. Да биде подобар. Да. Да би за него јас. Ќе си го раши, си го гледа така, родителски така. Ќе си го поише, ќе си го виши. Така? Мислите дека има институција која што може да неговата диагноза Има да... само не сака државата. Не помага. Министерството за труд и социјална политика никој не помага. Па сега од центарот Кај е тронот? директор вика снајди се сам. Па ти си институција мора сам да се снајда. Не ти помага, немој ме. Снајди се сам. Не може сам ја. Вие никогаш не би се откажали од него, само Не. да се излечи. Не се откажува. Само да се излечи, да ќе го посетува. Тоа е жалбата, да се смести, па полечи. Ако институција, ако постои да се смести. Каде и бил, не е проблем. Зашто плачете, Илија? Ви е тешко за Јован? Нема ли?
Znači ima kuća za badminton. Ми фали братот ти Ни пали. состојбата на Јован. Да. Сигурно и на работа кога одите мислите Јован. Мислиш дека избегам по село мој да запали, емишка се така не запали, не се кајчи може. Прави проблеми. Да. Една кола запали. Сакаш ли ти да се дружиш со другарчиња, да бидеш како и другите? Овде имаме утре надпревар. Во што надпревар? ФК работник Косел. А дали си играат со Со тебе? Косел играме. Јован, дали си играат со тебе другарчињата? Не, Зошто? така. Вчера го дадов голот. Даваше голови. Да, од пенал. Судијата пенал суди. Сакаш да играш фудбал? Да, црвен картон. А имаш ли топка за фудбал? Имам од Македонија црвена и жолта. Црвена и жолта. И копачки И имам. копачки имаш. Значи ти си спремен за фудбалер. Да, За кого набиваш во ракомет? за Македонија и за Вардар. Да, Ти сакаш значи да бидеш спортист кога ќе оздравиш? да. Кога играт Вардар? Ќе прашаме. Многу сакам да возам за трактор. И трактор сакаш да возиш. А знаеш да возиш трактор? Да. Го павам и возам. И стегам на мејначи. И на брзината. Сакам да се излечам и да бидам ракометар и фудбалер. А каде треба да се излечиш? Во која клиника? Детска психијатрија. Детска психијатрија. Мислите ли дека има светол ден за вашето Имат, семејство? имат и хумани што сака да помогнат, имат. Верувате? Да, имат. Прво кинеме дел од душата, а потоа се чудиме како никој не ни дава дел од својата кога нас ни треба. Но такви се луѓето и не треба да се чудиме. Затоа секоја вечер треба да се подсетиме на една работа, дека она што поминало, поминало и треба да го пуштиме да си оди, да не го задржуваме ниту во мислите, ниту во срцето, зашто пред нас се нови работи, нови луѓе, нови искуства. Затоа да ги собереме старите порази и да ги претвориме во лекции. Тие лекции ќе ни донесат нови познанства и нова среќа во животот. Илија Речиновски има голема болка која не мора да ви ја раскаже за да ја дознаете. Од солзите во очите и грижата кон 14 годишниот син Јован, веднаш ќе забележите дека со болка легнува, со болка станува и дека 24 часа е буден, само хиперактивност и психијатрискиот проблем на Јован да го држи под контрола. Потекнува од струшкото село Мислешево и иако има само 52 години, на душата овој човек има чувство како да му натежнале 152. И не е само таа несреќа. Илче, црни работи го пратат уште од дете. Израснат од мал без родители, тој уште со својата полнолетност разбира дека мора да ја носи тежината на целиот дом и семејство. Има сестра со посебни потреби, брат кој починал пред неколку денови поради скршена нога и компликации, ќерка која е првата на која во земјава и е направено трансплантација на бубрек со донатор од мајка си и како капак на се, болеста на малиот Јован кој ниту една институција во моментов не го прима за да му ја даде потребната дијагноза и терапија, ќе каже овој тажен татко. И иако му е тешко со една плата да гледа куќа и семејство и веле дека му е потребна била каква помош, сепак најважно му е син му Јован да се смести во институција за да се излекува, а така и товарот од душата ќе му падне, додава тажниот Илче. Удиме кај уште едно семејство кое што живее тешко, бидејќи, верувајте, многу семејства во нашава земја навистина живеат на работ на екзистенцијата. Побараа помош луѓе кои што навистина им треба помош и на кои што навистина треба да им подадеме рака за спас. Јадранка Стефановска е нестрекна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи двата родитела. Едниот брат со посебни потреби Стојан че умира млад,
a drugi od Grozde, duри 30 години вели таа ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демиркапија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да ја помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет. Да се надиваме дека дождот кој што започна да врне денес во Крива Паланка ќе биде берикетен за семејството кое што за кратко ќе ви го представиме. Денес се не повика Јадранка, која што живее тешко со својот брат со посебни потреби во една соба и сака да ни ја раскаже незината животна сторија. Добар ден. Добар ден. Како сте, Оливера? Јадранка, мило ми е. Се слушнавме по телефон. Да. И ми кажавте дека неопходно е да дојдеме што е можно побрзо, полека. Очигледно е дека имате мака и затоа и не чекавте до сега. Сигурно. Што ви е маката? Маката ми е голема. Живеам со братот со посебни потреби и у една соба сме. Па повелете да видите. А како така тешко живеете? Што е тежината? Мислам, една соба само по себе ни е Една јасно. соба само по себе, да, меѓутоа брат и сестра у една соба е многу тешко се живее. Плюс е лице со посебни потреби. Што значи, тие ни се условите што морам така да биде. На секоја врата тропнав, никој не ми отворена е вратата со неуспех. Гледам сте правеле кров. Да, 2 години, ова е трета. Лично сама сигурно правиме со брат ми. Удриме и ступ, и циркулаш, и сакаме да се удри плоча една и да се направи горе 2 собички. Ништо друго не траш. Тавански соби не ми треба ништо повише од тоа. Ако е можно, ги замолувам хуманите луѓе, доколку сакат и доколку можат, да ни помогнат. Ние не сме во можност. И двајцата живееме од социјално. Да, социјалци. Да. Колку години имате? Јас сум 55, 56, брат ми е 54, 53, 54. Гледам дека. Поверите? Да. Да видите. Мала е куќата, па дури и за двајца. Мала е. Ама нема што да правиме. Тие ни се условите. Гледала сам да средим што е можно. Најосновното да ги имаме у куќата. Нели што вика старите да легнеш да станеш. Меѓутоа не се издржува да спиеш со брат у една соба и плюс лице с посебни потреби. Ја мислам дека граѓаните на Македонија ќе ме сватат и ќе ме разберат. Не тражим пари за исхрана, за јадење, туку тражим да ми се помогне 2 тавански соби да ми се направат. Ништо друго. И ќе бидам благодарна на сите. Исто и на вас сум ви благодарна што дојдовте, меѓутоа тие не се условите. А зошто? Откако дојдов, ви се со солзи очита? Многу ми е тешко. Многу никој не може да не свати, да не разбере. На секоја врата што сум тропнала, секоја да ќе ви помогнеме со услови више 3 години, 4, да не кажем 10, од какова чувам брат ми. Никој не е дојдел да праша дали ти е добро и колку ти е добро. И у короната никој не дојде како лица од социјалното да дојдат да прашат нешто за njega. Добар е, не е добар, треба нешто или не треба нешто. Така да на мене ми е стварно многу тешко. Мислам дека ќе ме разберете.
Јадранка е родена во Крива Паланка во семејство од 3 деца. За жал, освен таа, другите двајца се лица со посебни потреби. Тешкиот живот веројатно ќе стане уште потежок со смртта на незините родители, па во тешки услови умира и брат Стојанчо, а помалиот брат Грозде завршува во Центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. Немајки избор, после распаѓањето на родната куќа, Јадранка, спас на само 17 години, бара во друг град само за да се спаси од маките. За жал, во бракот доживува уште едно разочарување, па по многу години кога во 2011 година се враќа во татковата куќа која одамна била распадната, сама со тешко спечалени средства, успева да издигне една соба само за да го спаси единствениот брат што ја останал. Мислам дека не сум имала некое детство богато, сиромашно, ама среќно. Татко ми е починат многу млад. Јас сум имала 8-9 години, доколку мајка ми е почината од сообраќајка. Ние сме 3. Стојанчо е покојни, јас сум и Бранка и Грозде е најмалиот, кој е лице со посебни потреби. А Стојанче? Да, и Стојанчо беше лице со посебни потреби. И брат ми беше лице со посебни. И двајцата браќа. Растевте со двајцата браќа заедно тука или тие беа во посебни центри? Додека бев јас тука, со големиот брат растевме заедно. Минувајќи го денот нека да го испратат во Завод за рехабилитација во Топана, доколку малиот брат се ги исече прстите на циркулар, се правеше зграда осмокатница тука и од тој ден не е како што треба. Може и пред тоа е било, али нели не сме многу обрнувале пажња на тој. Ја дете, он дете. Нашите родители не се биле богати. Не само желе да не гурнат напред. И откако ги брат ми сече прстите, чија грешка е, не знам. Али брат ми е пуштен у Демиркапија, у Завод за рехабилитација во Демиркапија, кој престојуваше од 25 до 30 години. Половина живот. Да, договорот бил направен да биде доживотно там. Од која намера, која причина, не Кој го знам. направи тој договор? Вајде социјалните работници во тоа време. Тогаш ви беа живи родителите? Татко ми не, брат ми, мајка ми беше. И мајка ми беше неписмена жена, ма беше со добра намера, не е била некоја злобна. Сестра ми е пограба, јас сум Сестрата е помала. поголема, так. Ти си помал. Како мал беше во дом, живееше во Демиркапија во Да. центарот. И јас и уште едно, како би кажат, Цетанка. А едно умрено е, а ја и Цетанка се у Демиркапија. Таму веројатно не ти беше многу добро. Не, тука. Очигледно ви фалеше тогаш кога замина. Многу ми фали. И ден денеска ми фали мајка ми. Ма нема што да правим. И бев одлучена на мој 17 години да се тргнем од тука за подобра екзистенција. Колку работев, што работев, се омажив. Не ми успеа бракот. Се вратив. Го земав брат ми да го чувам, ама на мене никој не ми е помогал. А вие го земавте од домот? Не. Го чуваше жена, негде околу 12 години, па стринка ми го чуваше негде околу 1 година, да не кажем година и пол, и потоа јас го земав да го чувам. Тука, во оваа куќа немаше ништо. Ни џам, ни врата, све беше скршено. Додека вие бевте во брак? Одсутна. Одсутна. Да. И после тоа, откога дојдов, Која година доаѓате тука? 11 мислам. 2011. Да. И го земате и Гроздан да живее со. После 1 година го земам njega да го чувам. После 1 година го земам njega да го чувам тука. Бивте сигурни во таа одлука дека тоа е добро решение, дека подобро ќе му биде со вас? Мислам дека ќе му е подобро од било. Не викам дека што ga гледале, не го гледале како што треба. Па и во центарот таму за рехабилитација во Демиркапија. Не сам ја задоволна тај завод. Јас лично што имам идено и што имам видено, мене там добро.
такви биле тие времења, тогаш биле такви, сега више све е сменето. Али ги замолувам луѓето на држава во Република Македонија, ако сакат, иако може да ни се помогне. Не барам ништо, само да се направи, да се удри една плоча и горе 2 собички да се направат. 1, 2 не е битно, за да бидеме оделени, да не спиеме заедно во една соба. Ова ви е единствениот простор во кој функционирате? Да. Значи ходникот ми е направен кујна, купателото си е купатело, без плочки, без ништо, али успеала сам нешто да направим за овие толку години. Све што е купено, купено е што сам и ја нешто заработувала. Била сам принудена да работим по кафани, сакала сум, не дека ме некој терал да ја да идем, морам да работим, туку сум сакала, сум работела за да можем да успее нешто. Сега ова тука што го имаме моментално. Ова е се со ваши 10 прсти заработено? И со мој 10 и со на брат ми парите, значи не можем да кажем лично ја ga купив, дека не е учествувал. За купено што е тука е купено, а за кровот и двајцата инвестиравме. Деновите на ова семејство од брат и сестра минува монотоно и еднолично. Од наутро до пладне Грозде оди во дневниот центар каде учи и се дружи, а Јадранка ни солзи подготвува храна и мечта е за некое поубаво време, за еден поубав и потопол дом каде и таа и брати би имале свое катче, а не во 15 метри квадратни да го минуваат и денот и нуките двајцата. Он е во дневниот центар до 3 саатот. Тој му еден вид релаксација, да иде и да се врне, да биде там и да си дојде дома. Секојдневно од понеделник до петок. Од понеделник до петок одиш во еден Во центар? школу, да. Во школа? Во школа, кај нас, не сите, малку. Таму те даваат ли Да. храна? Лека, пире, се. И убаво ти е таму, од Да. денот го поминуваш малку подобро, така? Да, од тука до пешки мола да идам, да, пешки одам, а пешки идам. И пешки се враќаш. Сигурно и се изморуваш. Но тука дома, кога ќе дојдеш, ви е тесно, во една Не, соба. ја тука спијам. Сестра ми тама, ја тука, места ми спијам. Да идам во школа, пешки. Значи само одиш во училиште и Да, спиеш. и ченден носам. А гледаш ли телевизија? Со што Ова го... телевизорот Мики награда ме донесе. Мики, Отијам кај мене од школа. ти сигурно си многу благодарен за секој еден подарок што би ти го подарила. Да. После 3 саатот се мачиме некако. Дека е лица с посебни потреби, дека некад нешто ќе свати, повише не сваќа. Ако треба нешто да се помогне, знае да го избегне работата, што го оправдувам, пошто е лице с посебни потреби, не можем се да кажем дека он мора тој нешто да го работи. Ете, дрва некогаш сами си ги цепиме, двајцата, кои ќе купиме дрва за огрев, што сме принудени двајцата да ги исечеме и да ги исцепиме и да ги наредиме. Тука у таа работа да ми помага, во другото не. Сепак поголемиот дел од тежината на одржување на куќата е на вас. Да. Вие чистите, вие готвите. Сте били ли никогаш во ситуацијата да треба да го делите залакот? Сте останувале ли со ситно Да. и во тешки ситуации? Ако треба ја нема да јадам, на njega ќе му дадам. Толку ли е голема таа сестринска љубов? Да. Многу. Го изгубив едниот. Нека ми е жив и здрав овој. Останавме само ние двајца. Ви понудија да го вратите повторно во дом, но вие... Директорот ми рече, ако не кеш да го чуваш, ќе го вратим од дом. Реко, јас сакам да го чувам, али немам услови. И рече дека повторно ќе биде вратен во Демиркапија. И ја тоа нема да го дозволам. Не можам. Мене ми е многу тешко.
Било ми е тешко и за покојниот брат и за Бога. Нема да дозволам да биде пуштен во ниједна институција. Па макар на една нога би одела на неја. Само Господ здравје на сите пет на нас. За 55 години, а велите не работите. Немате работа или не можете да работите? Не може. Што ви е? Од овие стресови, од овие проблеми со брат ми, дојдов и до шекер, и до мрсоти, и до притисоци, и до... Не знам више уште која болест не ми фали. Али не се жалим. И ќе продолжим да си га гледам братот. Мене тај ми остана, не е друг никој. Последните години Јадранка живее тешко, но помирно зашто вака барем Грозде е среќен ке рече таа. И иако понекогаш и нема што да сготви, сепак не се жали. Единствено што бара е да не ја жалат, туку да ја помогнат да успее да доправи макар уште една соба, само да може да живеат поубаво и таа и брати. Сите дојдоа, видоа со жалење. Не сакам да ме жали никој. Сакам да ми се помогне. Ја не барам се да не ме сватат луѓето погрешно, коли и камиони. Една соба да се направи на брат ми, за да има дек да легне. Друго не сакам, ништо не барам. За јадење се сноѓеме, било како, што има, тој ќе јадеме. Дома си месим леп, неам купено, не памтим од кога. Живеам со мој 4-5 илјадарки социјално и плюс на брат ми парите што ги зијаме. Нега све тој друго што треба за njega. Значи некако па наоѓаме начин да го поминеме месецот. Не е лесно, претпоставувам. Не е лесно. Све купно земам 20.000. На брат ми и моите вкупно са 20.000. Али ете, крпиме некако. Да дојдеме и до дрва, да дојдеме и до све што треба. Се бориме за животот. Но тоа е премалку за да се инвестира во, нели, градење. Инвестирав. Плаќав секој месец по 6.000 и многу сум благодарна на компанијата што ми даде да дојдем до тие услови, да ми дадат на рати да ги исплатим материјалот. Помагам, особено сум дрва саски, па помагам. Помагаш колку Да, можеш. нивата копам. Копаш? Па некој ми дојде чонко кум си мотока има. Он помага. Ја саски носам од сумата. И на секоја врата тропнах за помош. Дојдат, ќе ти помогнеме, со израз да ќе ви помогнеме, а од друга страна се трзат на страна. Ве замолувам сите да ни биде помогнено. Кога би видела уште една, макар соба, во која што посебно би седела и би имале комоција. Најсреќна ќе бидам. Најсреќна ќе бидам. Кој како сака, нека ме разбере. Најсреќна ќе бидам. Како знаете, месецот ќе го поминете, но очигледно ова ви е маката. Ова ми е најголемата. Просторниот проблем. Ја, сестра ми е тука, што спија тамо, со човека седи, ја не можам, ја сестра ми бајцата спиам. Ако правя горе, може, а вака не. Би ти било поубаво сигурно да има посебна просторија каде што би седел ти. Да. Или ти да останеш тука, а сестра ти дојде во таа просторија. Би бил ли среќен тогаш Грозда? Ма не, ја тука не. Абе ја бев во Димега, бе,
а баба Скопје сум родена. Годината минува, но денот никако. Таков е животот на ова скромно семејство кое моли за помош. Но кога и да минуваме низ тежок животен период и се прашуваме каде е сега Господ, треба да се сетиме дека наставникот секогаш молчи за време на тестот. Јадранка Стефановска е нестрекна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи двата родитела. Едниот брат со посебни потреби Стојан че умира млад, а другиот Грозде, дури 30 години вели таа, ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демиркапија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да ја помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет. Многумина ќе кажат дека кога ќе подариме некому љубов, добрина и хуманост, така ќе му помогнеме најдобро да закрепне. Верувам дека на тој начин, со убав гест, со добрина, со љубов, со голема поддршка ќе им помогнеме да закрепнат и на двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка, да бидеме нивната светла точка во тонелот, затоа што нашето малку некому може да значи се. Се наоѓаме во Чаир, на улица Џон Кенеди. Во ниските зградички ни се пријави едно семејството на Марија и Владо Петрушевски, кои што живеат на вистина тешко, кои што имаат бебенце кое што е само 1 месец и кое што нема ниту пирење, ниту храна. Добар ден. Добар ден. Марија, здраво. Се слушнавме по телефон. Јас сум Оливера, срце на дланка. Јас сум Марија Петрушевска Чужукова. Веројатно сте биле во контакт со некои девојки од Facebook, од социјалните мрежи кои ве пријавија во нашата емисија. Ни кажаа дека живеете во една соба, повеќе луѓе, затоа дојдовме да видиме како живеете. Како живеете, Марија? Па, многу лошо живеем. Во една соба и едни услови многу лошо. Повелете, дојдете, видете го стана. Ни кажа и дека имате мало бебче. Да. Имаме малечко бебе, после 10 години радост. Неоплена радост. Како живеете, Марија? Еве. Како живееме многу лошо. Добар ден. Добар ден, јас сум Владо. Вие сте Владо, таткото на бебето. Да. Ни кажа дека имате принова дека после многу години сте добиле детенце. Фала му на Бога, ми даде детенце после 10 години. Нека ви е живо и здраво. Фала да сте здрави и живи. Но условите во кои живеете сепак ви се тешки. Тешки, да. Како живеете, Марија? Живееме од ден за ден. Денеска, ако имаме ќе јадеме, утре ако немаме, нема да јадеме. Се труди мојот сопруг за да не заштити, да ни обезбеди јадење колку може, толку се труди да ни даде. Ако денеска го викнат да поработи, он ќе донесе пари, ќе купиме храна. А ако не го викнат да поработи, нема да донесе храна и така да живеем. Ама многу луѓе ни помагаат. Како го гледате бебето? Само 1 месец? 1 месец ја го одгледувам моето бебе со помош на луѓето. Јас во текот на овој месец, како ми е родено, ја не сум купила воопшто ниту млеко, ниту памперс. Само луѓето ми помагаат. Се од луѓето, памперси, млеко, се луѓето ми помагаат. Имате ли некаков приход, со нешто живеете ли? Па живееме со социјална помош, сега и таа ни е укината и немаме ниту социјално, ниту мажот ми работи и само така. Буквално сте оставени на милостината од народот ако ви помогне. Да, оставени сме на милост и на немилост. Но
Бебето е се што посакувавте во вашиот живот? Да, бебето ми е единствена радост и бебето ми е богатство. Хвала му на Господ што Он ни подари после толку години син. Син сакавме и јас сакав и син добив. Сакате и нормални услови за да го растете бебето? Да, сакаме и нормални услови, со Господ напред сакаме и да јас сакам, тоа е моја желба, да имам второ бебе, да има детето да не ми биде само, да има со кого да комуницира, да контактира, бидејќи моето детство беше многу лошо. Јас немав со кого да се дружам, мене ме неќа, дечињата ме одбегнува дека сме сиромаши и за тоа ме одбегнувале. И јас сум немала каде да се дружам со кого и морам сама тука да си играм. Му сметало на комсиите што сум тропала, додека сум била мала, сум тропала нормално, они му сметале, им викале на моите, ама ја постојано сум играла со дома. А надвор ако отидев да играм, се нешто ќе ми украде, дали кукла, дали ластик, нешто ќе ми украде. Бидејќи тоа, од моје искуство, знам како ми поминало детството и не сакам да бидам сама, туку сакам да сакам и моето дете да си има брат или сестра. Но сакате да има? Ја немам брат ни сестра, а сакам да имам брат и сестра. Мојата мајка не успеале да добијат тоа второ. Но оно што е важно е, еве и ова, што сега го имате, да има храна, да има облека, да има се што. Да има облека и храна. И сигурно некое вработување за да може сопругот да ве гледа. Да, и вработување на мојот сопруг, ама само за да не биде пријавен, бидејќи ако добиеме социјална помош, да не ни го скинат. Како што ни го скина, повторно поднесовме документи. Како живеевте овие последниве 4 месеци без социјална? Кога го избрка и сопругот од работа паралелно? Па, живеевме така од ден на ден со помош на луѓето, некој ќе ни даде храна, има едни комши тука, со ни дава неколку пати ни има купено храна, дури и комшиите и ни давале и пари ни давале, а и храна ни купувале ни комши позади зградата живеат. Тони Крстевски живее во Охридско Вилгошти и има 40 години. И двата родители му биле лица со посебни потреби, но и покрај се, доколку многу мал не ја изгубел мајка си, можеби неговиот живот ќе имал друг тек. Куќата на нешто личеше додека беше жива мајка ми. Многу бев мал кога таа почина. Сиромашен беше татко ми, ќе каже Тони, и често бев гладен. Да не беа баба и дедо, досега не ќе бев жив. За жал и тие ме напуштија, па се што направив во животот е завршено основно образование и преработување од кое имам стаж од 20 години. Тони додава дека сега неговиот покоен татко за жал лошо се однесувал кон него, па 4 години тој бил принуден да живее под кирија и минималната плата од 9000 денари да ја дава за сметки и сместување. Денес не е во состојба да плаќа повеќе, па затоа седи во полураспаднатата куќа во која само животно може да опстане. Куќата поради долг нема струја долги години. Се топли повремено кај соседите, кај нив и се храни, облека зема од социјалните служби и хуманите луѓе. Па затоа, за да почувствува топлина и да биде еднаш во животот среќен, бара било каков покрив над главата и основни услови за живот. Денес со екипата сме во село Мислеша во Каилче, кој што живее тешко. Пред неколку дена му починал брат, а тој живее со две деца со посебни потреби само на една плата. Затоа сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Илче. Дојдовме од Скопје, од срце на дланка. Вие сте Илче? Да. Кој работите во... Општо административа. Так, ве пријави ваша колешка. Фала многу. И ни кажа дека живеете тешко, па дојдовме да видиме која е вашата тежина. Што ви се случува? Проблеми со детето, ми почне брат ми, деца со посебни потреби.
Кога ви почина братот и од што ви почина? Скопе почина болница. А што му е на детето? Со последен потек, хиперактивен. Не го приме никоја институција, па замолиме да се смести пак во психијатрија. Да се излечи, да Да. биде под терапија. По терапија. Со кого живеете во куќа во Илча? Сопругата, сестра и 3 деца. И брат ми почина. Вашиот брат почина. Што му се случи него? Комплициран беше и почина во 8 септември. Тој не беше женат и Не. сигурно во периодов се уште таза болката и многу ви фали. Да, тази ги фали, но Од што најмногу ви е тешко? тоа ја ова ми се вратно, почини. Да се смести, да се смести во психијатрија пак по контрола на болницата. А како ви поминува денот? Никако, тешко. Зошто? Па се знаеме, што може се знаеме сами, што не. Некој ќе ти поможи, некој не. Само на вашата плата, од вашата плата Да, живеете? од нашата плата. Може ли да одиме на кај куќава? Извијат, ова е.